Почитувани, добро вечер. Ново издание на Интеграл, но воедно и последно за ова издание на сезоната, за ова сезона на 24 вести на тема етноцентризам и идентитети, а во овие 30 на минути мој соговорник Катерина Колозова, директорка на Институтот за општествени и хуманистички студии од Скопје. Добро вечер за вас и добре дојдовте во ова последно издание на Интеграл за ова сезона. За поканата. Институт за општествени и хуманистички студии, да појасниме зашто станува збор еден профил од прилика на мојата гостинка. Станува збор за научна установа, за независна самостојна научна установа. Не е јавна научна установа, акредитирана за спроведување магистарски студии, меѓу другото токму и од областа на студиите на културата, каде што ги обработуваме и темите на интеркултурни односи, диалог, самиот концепт на интеркултуралност. Во основа, истражувањата кои што ги спроведуваме се сведуваат на студии на политики, анализи на политики, различни општествени феномени кај нас, а и глобално истражуваме. Во основа тоа. И добро, еве да се сконцентрираме кај нас, и ако веќе правите истражување на таа интеркултуралност, што велат резултатите, статистиките, какви сме на тој план? Значи, работевме студија на таа тема, изготвивме еден нацрт policy brief, така наречен, би требало да биде и поопсежна студија, ја раководеше колегата Артан Садико. Тоа беше анализа на етноцентричноста на политичките дискурси во Македонија. Етноцентричноста, значи, до тој степен го диктира политичкиот дискурс во Македонија, што не само што ги обликува политичките односи помеѓу партиите и институциите, и со тоа во институциите на државата, туку ја обликува и комплетно општествената сцена, односно сцената на граѓанското општество. Така што добиваме ситуација кај што имаме невладени организации, не знам, за женски права кои што се поделени по етничка линија, невладени организации за еден куп други прашања кои што не мора да се дефинирани по етничка логика, а се. И се поделени на тој начин. И студијата се обидува да предложи модели како да се надмине етноцентричноста, со тоа што ќе се промовира дискурс на општествена солидаризација која ќе биде над логиката на етничкото. Така. Добро, тоа е како предлог за решение на таквата ситуација, предпоставам. Едно од тие прашања, бидејќи конкретно темата ни е етноцентризам и идентитетот, е тоа дека имаме очигледно засилени етнички субидентитети, оние етнички во однос на етничките заедници во нашата земја, и многу слаб заеднички кохерентен државен македонски идентитет. Бидејќи ние сме едно општество кое се состои од повеќе субидентитети, меѓутоа на крај државноста по некоја логика на граѓанско и демократско друго општество би требало да биде заакнат еден кров идентитет кој што би ги покрил сите оние субидентитети потоа. Напротив, етноцентризмот е во пораст кај сите заедници. Тоа не води ко никаква кохерентност или зближување секој да работи за доброто на сите, напротив, туку секој се влече на своја страна. Да, јас мислам дека проблемот лежи токму во логиката на мултиетничноста наспроти интеркултуралноста. Значи, самиот префикс интер упатува на комуникација меѓу различните заедници. Мултикултурноста во многу своји форми, доминантни денес, и дури и она форма на политичка коректност што ја налага, всушност представува еден начин на цивилизирано, толерантно, ненасилно, взаемно игнорирање. Заради тоа, самата тема на интеркултурност како прашање се отвара на големо и во други истражувачки, сега јас зборувам како истражувачки проекти на ниво на Европа, учествував и водев всушност токму пакетот на тема интеркултурност, го водев во едно големо меѓународно европско истражување што почна пред 4 години и заврши лани.
Значи, тоа е една од големите теми. Добро, препознавам критика на мултикултурализмот или мултикултуралноста на општеството за ова што го спомнав, го имаме како реалност. Добро, треба очигледно се работи на поголема интеракција меѓу тие заедници. Меѓутоа па мултикултуралноста и признавањето на правата на етничките заедници и подобрување на правата е последица и директно на Охридскиот рамковен договор, со таа страна и на нашиот устав. Но секоја заедница заклучуваме дека генерално живее во рамките на своите граници и нема интеракција. И што сега, знаете што, имаме многу институти, многу невладини организации кои што вршат анализи, ги имаме резултатите, велат ситуацијата е таква каква што е. И резултатите ги имаме, тоа останува. Има ли некакви заклучоци, евентуално препораки од страна и конкретно вашиот институт како да се подобри таа ситуација? Вака, значи, прво е важно да се постави прашањето кого го интересира интеракција меѓу заедниците. И колку не интересира интеракција и колку сме на број кој не интересира интеракцијата меѓу заедниците. Предпоставувам дека отсуството на таа интеракција и создавањето на паралелност на универзум и поделеност и го препознава и обичниот човек како проблем. Можеби сигурно не го нарекува, не го именува со тој збор, ни не достига интеркултурност и интеракција, но сигурно поделеноста на, не знам, во смени на учениците или други форми на исклученост, кај што е препознава собствената исклученост од определена заедница, веројатно се препознаваат како форма на непријатност, како форма на неудобност која би сакала да биде надмината. Но прашање е колку значи го изустуваат, го формулираат тоа како проблем и поставуваат барање како заедница, како колектив да се надмине таа ситуација. Нормално прашањето треба да го отворат учесниците во јавната расправа. Во политиките, креаторите на политиката? Креаторите на политиката, креаторите или учесниците во јавниот дискурс. Значи, прашањето треба да го отворат тие и според мене, еве го спомнавте рамковниот договор, според мене оние кои што треба да го отворат тоа прашање се представниците на граѓанското општество, а не на институциите. Според значи мое видување, наше видување, а конечно и вградено и во таа анализа е дека проблемот се состои во тоа што од институционално ниво, од озгора се налагаат определени форми кои што потоа вие креираат општествената стварност. Значи, наместо да се случи обратниот процес кај што општеството прави притисок и бара, изнудува, ако сакате, од институциите форми што ќе ги акомодираат неговите потреби. И заради тоа рамковниот договор се сведува на нешто што всушност ги уредува односите на моќ горе, на ниво распределба на добрата, на моќта, вработувањето и економијата и така. На оние кои што ја имаат општествената и политичката моќ и економската моќ во своји раце. Знаете во кој контекст ми беше? Медиумите, невладините организации, институциите, институтите, без разлика каква форма има тој невладин или граѓански сектор, се разбира, се согласувам со тоа дека треба да ги отвори овие прашања, кои што сега во моментов тоа го правиме, така? Ги имаме тие факти во општеството и тоа во моментот го правиме. Меѓутоа не сме ние тие кои што имаме моќта и не сме со таков кредибилитет кои што истите прашања и би ги затвориле. Сакам да кажам, не би креирале некоја национална или локална политика, која што со подпис има важност законска да се спроведува. Тоа што ние ќе дадеме, ќе го откриеме впечатокот дека имаме сегрегација по јазична, етничка или друга линија, и дека тоа е факт, и дека статистиката и реалноста тоа го покажува, дали тоа води воопшто кон решение на промена на нешто такво? Значи, самото... Дали допира до луѓето кои што може да направат констатација на проблемот, не. Но ако ние создадеме општествена стварност која што налага поинакви решенија на ниво на политики на институциите, тогаш имаме друга ситуација. Значи, ние не констатираме само дека постои сегрегација, туку проблемот на сегрегација ние го отвараме не вербално како прашање, туку излегуваме со проблемите што сегрегацијата ги создава. И за тие проблеми бараме решение. Од кого?
од институциите или предлагаме решенија од институциите, но треба да ги препознаеме проблемите на сегрегација и кај нас внатре во цивилниот сектор. Например, ние долги, значи, суштината е следнава, наместо абстрактно да го наметнуваате тоа како вредност, интеркултуралноста е важна и не треба да бидеме сегрегирани, наместо да го наметнувате како абстрактна вредност, треба опипливо материјално да се почувствува како и каде представува проблем и да се препознае опиплива материјално нужноста да се надмине. Тоа, еве пример, тоа го почувствувавме, препознавме и надминавме со протестите кои што се организираа по повод новиот предлог закон кој што сега е променет за правото на абортус. Од 91 организација, не бевме сите македонски организации или многу од нив не бевме дефинирани етнички како организации, но значи тука тоа прашање на етничката разлика не представуваше проблем. Ова што го спомнавте со случајот со протестите околу абортусот, не ве наведува на нешто во контекст на за да се обединиме ни треба заеднички непријател? Непријател под наводници, во оваа смисла материјата која што... Да препознаеме заеднички интерес, заедничка засегнатост. Да, или борба против заедничкиот непријател, во оваа смисла, без разлика за каква иницијатива станува збор. Тоа сакам да кажам. Меѓутоа, ако станува збор... Тоа е негативна и реактивна логика. Јас во принцип на таква логика ми е туѓа реактивноста. Онака како што дефинира Ниче. Реактивниот ум, како нели ум на ресентиман, значи не толку препознавање на заеднички непријател, иако можеби тоа се имплицира, туку препознавање на заеднички интерес или засегнатост. Значи таму бевме, како што реков, еден куп организации од различна етничка припадност и жени, поединци. И јас тоа е, јас не се согласувам дека цивилното општество е слаб фактор на моќ. Всушност, со протестите и со иницијативата што ја поднесе пред парламентот и пред министерот, таа реакција граѓанска, мислам дека се постигна многу, можеби 2-3 работи не ги добивме со последните промени на министерот, но 80% од барањата беа задоволени, беше одговорено на нив. Сега замислете... Меѓутоа, главната цел, колективна која што беше, не беше успешна. Не беше доловена и не беше постигната. Беше успешна, јас сметам дека беше успешна. Затоа што, значи, таа ужасна бирократизација и вадење на моќта од рацете на здравствените институции и ставање во рацете на институциите на државата или на министерството, тој момент е избегнат. Значи, потпишувањето на дозвола од министерот и така натаму, тоа веќе го нема. Тоа го прави здравствената организација. Согласноста од мажот, партнерот или таткото, тоа веќе го нема. Значи, оние суштински работи, оние што најматеријално засега во правата на жената и незината автономија над сопственото тело, тие се, според мене, постигнати. Две работи, единствено, од сите наши барања не беа задоволени, чекањето на одговор да не биде, нели, периодот што ви го дава да размислите, да не биде 3 дена и формулацијата да не биде советување за предностите, значи од раѓање, туку да, нели, зборот советување да не инсинуира што ќе ве советуваат. Но според мене тоа се веќе финеси. Она што беше најважно да го заштитиме, беше заштитено. И тоа е една успешна акција на граѓанскиот сектор кој што се обедени над етничка линија и јас сметам дека, например, доколку го оставевте ова прашање во рацете на партиите опозициони кои се во парламентот, јас не негирам дека помогна, огромна помош представуваше нивниот приделник, но сами не може да го завршат ова. Така. Еве, сега ќе се навратиме на оној мулти или пак интеркултурен момент, кога се зборува за мултикултурно општество кај нас и уредувањето на тие интеретнички
евентуално конфликти или проблеми, кои што во такво општество се сосема нормално и да ги има, или во секојдневни, или по одредени фази или моменти, генерално се зборува за уредувањето на македонско-албанските меѓусебни интеркултурни односи и по тоа се подразбира дека е среден мултикултурниот момент и интеркултурните. Другите се маргинализирани или поставени или на маргините, дали на политиката или на медиумското известување без разлика. Да, се согласувам со тоа. Заради тоа и мислам дека проблемот е во тоа што нештата секогаш се оставаат да се решаваат и да се предлагат решенија од горе надолу, наместо обратно. И со самото тоа не можат да ја отсликаат состојбата во општеството. Очигледно дека зад таа формула на мултикултурност се крие всушност биетничка држава, општество и така натаму. На некој начин еден паралелизам на две моноетнички држави, неофицијални, намерно го карикирам или пренагласувам, значи не де јуре, но де факто нештата изгледаат така како две, неформално, неофицијално паралелни моноетнички држави, кои што го истиснуваат, го исклучуваат и го маргинализираат гласот на мнозинството, на малцинствата. Всушност ние кај овие две групи ги имаме двете мнозински групи, најбројните групи. Тогаш како рамковниот договор ги заштитува малцинските права и гласот на малцинските групи, ако всушност провизиите што ги возможува се однесуваат од нив, имаат бенефит најбројните етнички групи. Парадоксот, значи ефектот е всушност обратен и сепак јас сметам дека проблем е ако почнеме со етнички подгрупи и самата етноцентричност на целокупната идеја како да се адресира проблемот. Мислам дека оно што го загатнавте на почетокот, дека значи формирање на еден граѓански дискурс, граѓански менталитет кај што етничноста не е првата дефиниција на човекот, етничката припадност, дека може би решение. Добро, во тој контекст на тој интеркултурен диалог, како ги оценувате медиумите и образованието? Да кажеме како две јавни сфери кои што сметам дека имаат особено големо влијание врз таа свест за граѓанско уредување или граѓанско општество. Се вели, или барем резултатите од повеќе анализи, се укажуваат на тоа дека не достигаат вредностите кои се клучни за интеркултурна комуникација кај нас, или малку се застапени, 7% во учебниците во основно образование и обработуваат темата каде што има одредено спомнување на било каква интеркултурна конекција или пак интеракција меѓу заедниците, а при тоа доминираат етноцентрични стереотипи. Ако тоа доминира медиумски и во образование, кои што покриваат во добар дел, можеби, да не карикираме 80% од јавното, од формирањето на јавната свест, тогаш која е надежта друг сектор дека ќе може да помогне во таа насока? Па да, интервенцијата треба да биде токму тука, значи вие треба да создавате комуникацијски модели на репрезентација, токму преку медиумите, кои што се модели на репрезентација на општеството како интеретничко. Не, тоа дека треба сите се согласуваме. Дали го има кај нас? Не, кај нас го нема. Значи тоа е јасно, само сакам да нагласам дека тоа е главната алатка. Значи вие не можете да ја постигнете онаа трансформација општествена за која што зборував на почетокот, ако не ги понудите тие репрезентацијски модели преку медиумите. Добро, дали може тоа, можеби комерцијалните медиуми, приватните имаат алиби одредено да кажат добро, тоа може не поминува, не ни се допаѓа, не ни носи профит, така. Меѓутоа од друга страна имаме јавен сервис. Телевизија. Тоа невозможно да не носи профит. Не, добро, сакам да кажам, адресирате поширока публика. Да, сакам да кажам, имаат одредено алиби под наводници да кажа дека тоа можеби од финансиски и други причини не ни носи профит и така натаму. Меѓутоа јавниот сервис не поаѓа предпоставмо тоа да мери дека тоа носи профит или не, бидејќи тоа го има како дел од своите одговорности. Дали тоа се препознава можеби таму? Веројатно таму ќе ви одговорат, па имате втор канал.
И тоа е целиот одговор. Значи се враќаме на истата констатација што имавме и по повод рамковниот договор. Значи интерпретацијата на неговите вредности е погрешна. Далеку, значи, од промовирање на диалог со малцинствата или овозможување глас за малцинствата. Напротив, малцинствата стануваат уште помаргинализирани, бидејќи, како што реков, се добиваат глас, добиваат и видливост само мнозинските групи. Јас и двете би ги нарекла мнозинските, иако едната е помала од другата. И сега, за да можете вие да го загатнете овој проблем, да го отворите овој проблем, нормално треба да имате терен, како што ќе се направи тоа. И исто така треба да се создаде критичка маса на мислење која што може да влие на тој резон. Така зацементиран биетничност, на вас себе ви го вашето парче, ова е нашето парче и си живееме рад, взаемно игнорирајќи се. Значи, таквиот брак меѓу двете заедници очигледно ги задоволува и двете заедници. Никој не зборувам за мнозинските. Никој не покажува интерес за интеракција. Значи треба да се отвори прашањето од една точка, таа точката веројатно на засегнатите, значи на оние кои што се вистински малцински. Но решението, значи треба да им се испелува решението. Значи интеретничноста во Франција се промовира со тоа што ставате водители на вести кои што се по потекло од Магреб или слично. Значи, или во Америка, нели, доселеници од Јужна Америка и така натаму. Значи се создава слика за општеството кое што е прифатлива и кое што внатре интегрира. И заради тоа интеграцијата не треба да биде обезбедена само политички, политичко-партиски, туку токму и само така може да биде ваква постигната всушност кога ќе станува збор за интегрирано општество или интегрирачка култура. А културата оперира со медиумите и точно со образованието. Но, значи, прашањето треба да се отвори од точката на засегнатите. А засегнатите се пред се, според мене, обичните луѓе, граѓанското општество, кое што е повеќе во допир со нив. Под граѓанско општество, значи, баш го разбирам како civil society, тука не мислам само на невладени организации, тоа може да бидат неформални иницијативи, тоа може да бидат поединци кои што имаат значаен глас во општеството, значаен влијаат на формирањето на јавното мислење, академските институции влегуваат тука, медиумите исто така влегуваат во пошироката дефиниција на civil society. Сега имаме на институционално ниво многу институции, комисии, агенции, директорати кои што барем на хартија гледано укажуваат на тоа дека институционално има некои поместување на подобро на тој план. Меѓутоа едно е на хартија, друго е во реалност. Имаме на пример комисии за односи меѓу заедници на локално ниво кои што имаат според Законот за локална самоуправа, ако не се лажам, и должност со редовни извештаи и така да функционираат. Агенција за помали заедници од 20%, директорат за унапредување на образованието на помалите заедници и така натаму. Меѓутоа, извештаите велат дека на дело покажуваат реално слаби резултати. Генерално, кога ќе ги прашаме, добар дел од нив биле и гости во Интеграл, велат дека финансиските можности се ограничувачки и така натаму, иако тој финансиски момент секогаш да се влече како алиби, малку ми е нели преслабо некако. Не мора да значи дека се зависи од финансиите, ако си има некој добар проект или волја да се изработи. И се добива впечаток дека се формирани само проформе заради впечатокот пред Европската унија, дека ние институционално имаме агенција за ова, директорат за ова, за трето и така натаму. Меѓутоа резултатите се нула. Да. Повторно ќе инсистирам на тоа. Значи, решението не е во тоа што имаме институционални механизми. Тие се само алатка која што помага. Но општеството е тоа што треба да искористи таа алатка. Значи, ако општеството, ако заедниците, ако групите не препознаваат потреба да се интервенира на определени нивоа и ако значи не препознаваат потреба да ги значи мобилизираат тие алатки институционални што постојат, тогаш што ќе им се. Заради тоа сметам дека она кај што треба всушност да се случува реформата повеќе општеството отколку
самите институции. Значи, не дека немаат улога, тие се наши средства, наши алатки, но ние правиме притисок на нив да се унапредуваат како алатки, да се разработуваат, да се усовршуваат и ние бараме нивна примена. Мене ме интересира колку од луѓето отишле кај тие комисии за што и да е побарале било што од нив. Значи, додека вие на грасрут ниво немате мобилизација, немате иницијативи кои што препознаваат дека нивниот проблем, нивното право е засегнато токму на таа точка, затоа што се малцинска заедница од каква и да е форма најпосле, не мора да е исклучиво етничка, и додека тие не го отворат проблемот и не побараат одговор на него, вие не можете да очекувате како, не знам, патронизирачки да шетат институциите и од озгора. И од по службена должност, има некој проблем што треба да го решиме? Не, мора да им се обратите со вашите проблеми. Ние, значи, го имаме тој проблем што се инфантилизираме себе си како општество, тука влегува и граѓанското општество и само викаме, добро, каде е решението, каде сте вие горе да одлучите за нас, како да ни ја унапредите состојбата, а не знаеме ни самите да формулираме кај го гледаме проблемот во нашата состојба. Истражувањата велат дека е засилен етничкиот идентитет, она што го спомнавте, пред се тој излегува како идентитет во прв план, ниту индивидуата, ниту професионалноста и така натаму, барем денес, а додека многу е слаб тој кохерентен државен идентитет кој што би требало да ги обединува сите граѓани без разлика на нивните субидентитети кои што ги имаат лични. Околу тоа, ако може да продискутираме, и со оној супранационален европски идентитет кој што ни следува, ако ништо друго, за некое време, ако бидеме некоја членка на Европската Унија, и дали последниот ќе ги ублажи тие балкански националистички стремежи и обележја кои што ги имаме, нели, во текот на историјата. Значи, јас сметам дека таа етничка идентификација, дека е производ, значи рефлексија на определен период транзицијски од раната транзиција, по распадот на Југославија, кај што во отсуство на друга тоталитарна рамка, или што би го нарекле политички хоризонт на мислата, вакво сите народи на бивша Југославија се го храна колективното его со национални митови за својата национална величина и никаква идеја дека со своите самостојни држави ќе ги решат сите општествени проблеми, бидејќи ќе бидат оставени сами да се погрижат за себе. Мислам дека ефектите на тој мит избледуваат. Луѓето се повеќе се доживуваат себе си како социјални суштества пред се, а после како етнички, посебно во овие социоекономски состојби. И дека, значи, диктатот да се електризираме на етничка основа е нешто што се манипулира од структурите на моќ, од партиите, веќе со децении, но ефектите на таа импозиција, на тоа наметнување, според мене, се повеќе бледнеат. Значи, ние имаме иницијативи граѓански, кај што видовме повеќе пати како се обединија луѓето над или од онаа страна на етничката линија. Мислам дека тоа надминување на себе идентификацијата како пред се етнички суштества, а после се друго, може да се случи само со иницијативи кои што ќе не натерат да се препознаеме како жени, како работници, како сакате, како пензионери, како стечајци и така натаму. И кога, значи, социјалната засегнатост, значи не во она смисла во која што најчесто се употребува зборот во Македонија, туку општествената засегнатост, на единките или на групите кои што може да се обединат околу определен интерес, ќе стане посилна од другите нешта. Значи, ако, не знам, текстилните работнички од Западна и од Источна Македонија препознаат дека се посилни, ако се здружат во заеднички синдикат, мислам дека, и ако ги препознаат предностите на нешто такво, мислам дека многу малку ќе им биде важна етничката разлика. Финансискиот пред етничкиот предзнак.
финансиски или обстаночен, ако сакаш. Обстаночен. Во секој случај, како ви да, се разбира. Кој што би го потиснал другиот. Се стремиме кон Европската унија, ова за крај. Интеркултурниот диалог таму само ќе се засили, и ако не можеме тука да ги уредиме тие интеркултурни односи, тогаш влегуваме во едно европско семејство каде што имаме уште поголем диверзитет, културен, верски и така натаму. И таа интеграција не подразбира само арена на политичка и економска интеграција, дека ние добиваме средства, а остануваме во таа културна рамка затворени. Не, напротив, тие зони културни стануваат хибридни, сакале ние или не, транзитот на тие идеи и вредности ќе биде многу поразен. Туку и станува простор за културно и верско разбирање. И што тогаш таму, што предпоставуваме, вие имате истражување и комуникации, вршени сте истражувања од неодамна примените членки во Европската унија. Неодамна, Бугарија, Романија и така натаму, тоа е релативно краток период, 2004 наому. Значи, тие можности, можноста за градење хибридни културни идентитети е нешто што можете да го прифатите и што е прекрасна можност, што ја нуди супра идентитетот европски, но може и да не ја прифатите и комплетно да игнорирате како можност и да си останете затворени во националистичките ровови. Како што знаеме, за жал има силни трендови на зајакнување на десницата и национализмот низ Европа. Не само во соседна Грција со Златна Зора, Унгарија состојбата воопшто не е добра, значи тоа е држава на речиси полуофицијален антисемитизам. Потоа неодамна се случи погромот на ромите во Чешка, конечно и Франција како ги третира своите роми. Значи Марин Ле Пен станува се повлијателен политичар во Франција. Не би била толку оптимистична дека иако Шумановата идеја е прекрасна за Европа, не би била толку оптимистична дека автоматски влегуваме во некаква шумановска логика за супранационален европски идентитет со самиот влез таму, затоа што напротив се случуваат обратни трендови, што се однесува до Бугарија и до Романија, не забележувам дека има некаков пораст на национализам кај нив. Напротив, мислам и дека помогна во лечење на некои утврдени националистички ровови, што не значи дека ги нема и сега. И во официјалната политика тие дискурси на национализам, Балканот очигледно тешко се лечи од тој проблем. Но не мислам дека немаше толку штетен ефект. Повеќе кога ќе видите овие нешто постарите членки имаат. Да, значи ќе треба време за тоа, во секој случај. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам за поканата. Така ми беше задоволство. Катерина Колозова, директорка на научната установа Институт за општествени и хуманистички студии од Скопје. Зборувавме етноцентризам и идентитет, дел од оние теми кои што провејува генерално повеќе или помалку во сите изданија на Интеграл, кои што го допираат или индиректно или директно интеркултурниот диалог и менаџирањето на интеркултурните односи во нашето општество. За крај на оваа сезона и за последната емисија ве поздравувам и ви благодарам за редовното следење и довербата.